Добра вечер, добредојавте во отвореното студио на Телевизија 24, како што најавивме пред малку. Тука не се координаторите на пратеничките групи на СДСМ и на ВМРО ДПМН, Јован Митревски и Никола Мицевски. Почитувани, добра вечер. Денеска имаме еден конечно развој на настаните во однос на она што го очекуваа граѓаните. Конечно лидерите на партиите го договорија датумот за изборите, тоа е 15 јули, на тој датум се согласија и председателите и на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Господине Митревски, долго време траја овие преговори, имавме неофицијални информации дека разликата цело време не беше толку голема во однос на посекуваниот датум, се работеше за некој недела дена помалку или повеќе. Толку ли беше тешко да се дојде до договор? Зошто толку таа недела дена правеше разлика за толку долго да трае таа политичка драма? Мислам дека не станува збор за толку дена колку што траеше таа политичка драма, како што вие кажавте, 10 дена. Ако се вратиме наназад од периодот на лидерските средби кај председателот Пендаровски, знаете дека имаше изјави на председател на ВМРО ДПМН Мицковски дека треба да има избори на 23 август, па треба да има на 30 август или 12, односно 13 септември. Потоа имаше изјави од типот дека не може да се зборува за датум за избори затоа што постои здравствената криза, затоа што постојат голем број на заболени. За вчера да слушнеме на пресконференција дека постојат некои услови кои што треба да се исполнат за да се договори датум за избори. Денес слушаме дека датумот за избори е договорен и тоа е 15 јули и дека наводно се исполнети двата услови кои што ВМРО ДПМН ги бараше како партија или лидерот Мицковски како услови кои што треба да се исполнат за да се учествува на изборите. Тие два услови се едниот услов беше учеството на ОПСИ и ОДИХР, и ако отвориме што е тоа што се случуваше во текот на вчерашниот ден, може да заклучиме дека пресот на председател Мицковски беше во 14 часот, а веќе претходно во 11 часот ОПСИ и ОДИХР објавија дека ќе има наблюдувачка мисија за изборите во нашата држава и дека тие се спремни за 5 јули. И втората работа која што беше кажана како услов, тоа е дека треба да се обезбедат протоколите, односно ДИК да ги утврди протоколите, а сите знаат и целата македонска јавност знае дека Комисијата за заразни болести тие протоколи веќе ги прати на пред 10 дена пред да бидат објавени како услов. Како и да е, мене ми е мило што опозицијата ќе учествува на изборите, мило ми е што утврдивме заеднички датум и конечно да го затвориме ова прашање со кое што долго време ги малтретираме и граѓаните, меѓутоа мора да ги вратиме институциите да бидат функционални, за да може оваа држава да биде спремна за она што сите го кажуваат, односно најмногу здравствена организација дека се очекува нов поголем пик на есен. Така да. Можам уште еднаш да кажам дека добро е што ВМРО ДПМН конечно прифати и кажа датум за одржување на предвремените парламентарни избори. Господин Мицевски, во однос на политичката драма, која сепак македонските граѓани ми се чини се навикнати да ја гледаат во нашата политика, таа константно се репризира околу секаков настан. За ВМРО ДПМН ми се чини дека беше сосема јасно дека 22 дена после завршувањето на модерната состојба треба да се одржат изборите, после таа владина уредба која беше донесена. Зошто толку сега повторно целата работа се издраматизира, кога тоа го знаевте цело време? Мислам дека не беше некако изненадување. Видете, ВМРО ДПМН е константно во своите ставови и нема измрдување на фактите и тезите. Она што го баравме од самиот почеток. Значи, бидејќи 12 април беше невозможно да се одржат изборите и беше прогласена во редната состојба во Република Македонија, ВМРО ДПМН е на 12 мај излезе со план во 4 чекори. Да се даде стручно мислење на здравствените експерти дали постои амбиент и фактичка состојба. Вториот чекор беше да се чуе мислењето на ДИК околу практичното спроведување на изборите. Третиот чекор целосна наблюдувачка мисија на ОПСИ и на ОДИХР кој што ќе го мониторира процесот, како и четвртата правните експерти да кажат околу датумот за одржување на изборите и начинот на излегување од состојбата во која што се најдовме. СДСМ од самиот почеток со барањето за свикување на собранието
почна да бара работи кои што се надвор од уставот, надвор од деловник, надвор од изборен закон. Јас на вашава телевизија уште на 24 април кажав дека собранието не може да се врати и да заседава. Иако господинот Заев, пратеничката група на СДСМ и високи функционери од владеачката партија СДСМ не убедуваа дека тоа е единствениот излез. Се произјасни Уставниот суд, дојдовме до тоа што ние го кажувавме, дека собранието после само распуштањето и полно важна одлука за само распуштање не може да се врати и да функционира. Од тогаш па наваму, ние имаме нервозна реакција и барање од страна на господинот Заев за одржување на избори и лицитирање со датум. Значи да ве потсетам, 12 април како датум договорен консензуално од сите политички чинители и договорен на лидерска средба, веќе беше завршена работа, па потоа слушнавме од господинот Заев дека 5 јули е датумот на кој што треба да се одржат избори, 14 јуни или ден претходно, на вчерашен ден, да се одржат избори, 21 јуни, па 5 јули, па отстапка до 8 јули, за да дојдеме до датумот 15 јули, кој што ВМРО ДПМН од самиот почеток го кажуваше. Да се реши здравствената криза или да се намали пикот кој што се јави во Република Македонија, вториот бран, а кој што произлезе од олабавувањето на мерките и болната амбиција на господинот Заев за брзи избори кои што треба да се случат. ВМРО ДПМН и тогаш укажуваше дека здравјето на граѓаните е пред се. Приоритет е здравјето на граѓаните и секој спасен човечки живот. Ние дојдовме во ситуација да прогласуваме полициски часови и воредни состојби на 30 починати, на 30 заразени граѓани во Република Македонија. Да, вчера дојдеме скоро до бројката од 200 заразени и 9 починати граѓани. И тоа не беше прифатливо за ВМРО ДПМН. Значи, она што го кажуваше ВМРО на ДПМН, втората половина на јули или крајот на летото, кога здравствените власти, кои што за жал не успеа да се снајдат во борбата со кризата, ќе успеат да ја намалат целата оваа тензија и целиот притисок кој што се случува во Република Македонија, да излеземе на избор. СДСМ и господинот Заев не беа поборници на целата таа работа, за на крај да дојдеме во ситуација да барањето на ВМРО ДПМН биде испочитувано. И сега гледаме дека 15 јули е датум на кој што се закажа на самите избори. ОПСЕ и ОДИХР да бидат присутни со целосна наблюдувачка мисија, затоа што апсурдно е во Република Македонија вие да организирате избори, а долгорочните посматрачи и председателот на мисијата, односно одговорниот шефот на мисијата за наблюдување на изборите, се уште не се дојдени во Република Македонија. Да, добро да дозволиме да бидејќи кажавте повеќе тези за да видиме. Точно е дека ние како пратеничка група доставивме барање за свикување на собраниска седница со 2 точки на дневен ред, потврдување на 2 вонредни состојби кои што ги прогласи председателот Пендаровски и како еден демократски исчекор по смисла на тоа дека мора во нашата држава да има функционални институции. Значи, собранието пред секако собрание кое што има и надзорна улога да биде во тек и да ги контролира сите одлуки кои што ги носи владата, уредби со законска сила, кои што и сами знаете дека ниту има указ од председателот, дека може во сабајле одлуката да се донесе, навечер да се спроведе и таа беше нашата единствена цел. Точно е дека Уставниот суд имаше свој став, имаше своја одлука, кажа дека собранието не може да се свика и следна работа која што ни беше на располагање за да има функционални институции, за да биде онака како што е во секоја демократска земја, е да има избори час поскоро, кога тоа најмногу одговара, кога одговара ковид кризата, за да имаме функционална институција собрание. Се случува во меѓувреме работи кои што се неописиви. Например, ево и сега денес и од колегата Мицевски слушаме дека здравствените власти не си ја исполниле обврската или не ги исполниле очекувањата на граѓаните. Ние може да вратите назад, вие како телевизија, како новинар сигурно знаете дека имаше изјави од лидерот Мицковски каде што вели им симнувам капа на здравствените работници. Вчера има дека побарала од Јанча
помош во медицински персонал за состојбата во нашата држава. Што значи една работа со друга не одговара. Имаме ситуација каде што се носат уредби со законска сила, кои што од страна на министра за внатрешни работи не се спроведуваат. Ние имавме јавни изјави од министерот за внатрешни работи дека некој му правил притисок да казнува, ама тој нема да ги казнувал граѓаните за непочитување на тие мерки. Например, непочитувањето на мерката на носење на заштитни маски, растојанија и така натака е исто така опасно по живот, како што може да излезе да каже: видете, мене ме тераа да казнувам, имам притисок да казнувам, ама вие може да возите и со 200 км на час во населено место, па ако некој загине, ама јас нема да казнувам. Или може да вози автомобил некој во алкохолизирана состојба, ама јас нема да казнувам. Така да, таа нефункционалност бараше брзо организирање на избори. И сега пак слушам и од колегата Мицевски дека пред се е здравието на граѓаните, ама денес има датум или има пресконференција на Антонио Милошевски кој што вели ние го кажуваме 15 јули како датум за одржување на избори. Јас сега ако зборуваме за здравствената состојба на граѓаните, не знам која е разликата за тие 10 дена, што е тоа што би се случило за да им излеземе во престрета на граѓаните, односно за да ги заштитиме граѓаните од коронавирусот. И од друга страна, уште една реченица, имаме ситуации каде што има блокади и од дополнителната заменичка министерка за финансии. Нашата држава е во трка со сите други земји и од околината, меѓутоа поголеми светски економски сили за да обезбеди што повеќе средства од кредитни линии, од евроврзница, од заеми и така натака, за да може да се справиме моментално со економската состојба или да излеземе помалце оштетени од таа состојба, со помалце последици и нормално да бидеме спремни како земја за она што сите го очекуваат и би се случувало на есен, односно кога се очекува поголем пик и кога би имале поголеми проблеми како држава. Така да, неопходно беше во нашата држава и неопходно е што побрзо да заврши оваа агонија, да имаме политичка власт која ќе ја води државата и која што ќе ја преземе целосната врска за сите случувања кои што би следувале во иднина. За да од една страна немаме напаѓања меѓусимни во таа техничка влада дека некој нешто направил или некој нешто не направил, да има политичка влада и целата одговорност и целата улога да се ја преземе таа политичка влада. Би сакал еден вид на реплика кон колегата Митревски. Рековте дека барате функционални институции, ние тие функционални институции ги бараме последните 3 години, колега Митревски, затоа што и вие сте сведоци како беше третирана опозицијата во собранието. Затоа што секој закон кој што доаѓаше од пратеничката група на ВМРО ДПМН и опозицијата беше ставено како последна точка на дневен ред и затоа што ниедна од тие точки не дојде на ред да биде разгледана. Од 8 поднесени интерпелации на министри успеавме да разгледаме само една и втората не доживеа своја завршница. И толку околу функционалноста на институциите. Доколку сакавте функционални институции, немаше државата минатата година да ја оставите 2 месеца без министер за финансии, за кое што место претендираше господинот Заев. Па потоа да ја донесете сегашната министерка по големите реакции на експертите, на граѓаните. Доколку сакавте функционални институции, ќе дозволевте, баш тоа вчера што се случи, да Советот за граѓански надзор, чии членови се по ваше барање избрани, на ваш предлог се извинувам, Гордан Калајджиев и Маргарита Цаца Николовска, да дадат оставка баш на таа надзорна функција и граѓанскиот совет кој што сакаше да функционира. За истата, согласно закон и согласно буџет, беше издвоени одредени средства, меѓутоа тој совет за граѓански надзор не профункционира. Зошто? Затоа што тоа не му одговараше на СДСМ во моментот и затоа што тој граѓански совет ќе најдеше безброј обструкции и безброј непочитување на закони кои што беа спроведени од оваа власт која што имавме во изминатите 3 години. Милувате да зборувате за Наке Чулев и дополнителната заменичка министерка за финансии Гордана Кочовска-Димитриевска, меѓутоа да ве подсетам. Во текот на денешниот ден излезе дека информација дека МВР во минатиот период и регистрирало 2653
прекршочни пријави за неносење на маска, односно 620 лица само во текот на вчерашниот ден биле прекршочно казнети и им е дадена глоба за плаќање за тоа што не го реализирале. За мене поголем проблем е вашиот начин на функционирање со кризата и воредната состојба и посебно со рестриктивните мерки кои што ги имавме. После 80 часовен карантин, ние од наредниот ден веќе мерки немавме во државата, затоа што господинот Заев излезе на телевизија и кажа дека вирусот со неговиот интензитет паѓа, а ние од неговата изјава понатаму имавме троцифрени бројки на заразени лица и скоро десетици починати граѓани. Само во последните 5 дена бројката е над 1000 и нешто заразени граѓани и над 20 и нешто починати граѓани на Република Македонија. Зошто го направи тоа господинот Заев? Од причина што единствено брзи избори, на кои што нема да има целосен мониторинг од страна на ОПСЕ и на ОДИХР со целокупните нивни капацитети и со целокупната нивна методологија и со стравот кој што го има од бројот на заразени од страна на граѓаните и со право е тој страв на граѓаните во Република Македонија, ќе успеевте да го намалите изборот кој што ви следува на наредните избори. Јас знам дека состојбата со бројот на заразени во Република Македонија не е мала и ние како партија тоа го знаеме. Меѓутоа се надевам дека со изработка на одредени протоколи кои што ќе ги дефинираат и самата изборна кампања, и денот на гласањето, и гласањето на болни и изнемоштени, и гласањето на заразените и изолираните граѓани во Република Македонија, ќе ја подигне свеста и ќе успееме прво, пред се, поради здравјето на граѓаните, да го намалиме бројот на заразени и починати во Република Македонија, па дури потоа да можеме да излеземе на гласање. Затоа што, верувајте, многу граѓани, верувам дека е тоа и кај вас, кои што сакаат да излезат на гласање, а се наоѓаат во ризичните групи, не застануваат и не прашуваат како ќе биде протоколот и дали тоа безбедно да тие граѓани излезат на гласање. Вие тоа на почетокот не го нудевте, ОПСЕ и ОДИХР не беа спомнати. Јас да ви кажам информација. Вие велите дека протоколите се изработени. Разговарав со членови на Државната изборна комисија во текот на вчерашниот ден вечер. Се уште нема официјални протоколи како ќе се движи и како ќе се покријат овие. Има една препорака, јас ви кажувам информација од прва рака. Има една препорака од владата, меѓутоа препорака не е исто како и протокол. Препорака може да се почитува, но и не мора. Од друга страна, да не го занемариме фактор. Во целиот овој период, кога господинот Заев и Оливер Спасовски лицитираа со датуми 5 јуни, 14, 21, 5 јули, 8 јули, има едно писмо подпишано од сите представници на Државната изборна комисија, едногласно испратено до председателот на државата, кој што вели дека на Државната изборна комисија и се потребни од 35 до 50 дена за организација и извршување на сите изборни дејствија. Потоа имаше одредено ретерирање на одредени членови од Државната изборна комисија, меѓутоа и да се намалат денови, да не заборавим, ние имаме уставно законско право за да се прегледат избирачките списоци. Господинот Заев вели на телевизии каде што гостува дека тоа е службена обврска на институции. Да, меѓутоа со претходната уредба која што имаше донесено владата, беа замрзнати сите дејствија на Државната изборна комисија и таа не можеше да функционира. Сега гледаме, само да завршам мислата, сега гледаме дека со новата уредба која што ја донесе, Државната изборна комисија ја почнува постапката и беа дадени одредени денови, еден ден за МВР да ги даде своите информации, 3 дена за матични книги и извршување на санкции и тие почнаа да функционира. Меѓутоа немојте да го заборавите уставното право дека секој граѓанин кој што полни 18 години има право да има увид во избирачкиот список. И тоа треба некако да се регулира во наредниот период, за да можеме да дојдеме комотно, со намален број на заразени и починати граѓани, со целосна мисија на ОПСЕ и на ОДИХР, до изборниот датум кој што веќе е очигледно дефиниран, 15 јули во Република Македонија. Океј, ако може, пошто колегата отвори многу прашања,
Ево да почнеме од последното. Треба од 35 до 50 дена за ДИК да ги спроведе сите активности. Тоа беше пред 15 на дена кога веќе господин Одзаев лицитираше со датуми од типот на 14 јуни, 21 јуни. Значи сега тоа не важи од ваша страна. Не само од наша страна. Важи или Има не дел важи? од обврски кои што треба да се завршат во наредните. Не, дали важи или не? Дали до 15 јули тие обврски Ќе ги прашате членовите на ДИК и тоа што е останато како изборни действија. Ама вие сега денес го прифаќате, се надевам дека Значи така не е ќе остане спорно, до крај. ние го прифативме Го да. прифаќате 15, ама тогаш ви беше причина зошто не треба да има избори, сега не е таа причина, значи треба да ја прескокнете. Не. Вчера, во текот на завчерашниот ден, Нити го реков тоа. Значи Оставете, опси сега не ви се одитера слушам. и здравствено. во текот на завчерашниот ден МВР достави список за сите лица кои што ќе наполнат 18 години до 5 јули. Тој список сега ќе се коригира. Исто со Министерството за правда и Управата за матични книги, значи таа евиденција е службена и се решава за 5 минути. Тоа е систем, не треба нешто посебно да се прави. Впрочем, Зборува затоа за и увидот, колега. За увидот на граѓаните. И за увидот кој што ќе е ви одговорам. законско, уставно Значи, право на секој граѓанин. Кај е секојаш било и сега ќе биде. Тоа нема бегање дали ќе биде изборите и на 5 или на 8 или на 15. Значи нема бегање. Таа е работа на Државната изборна комисија и впрочем затоа Државната изборна комисија е во работа нонос или нон-стоп работа 4 години, не е таа дека се свикува само за спроведување на избори. Сето тоа е тековна работа, нивна техничка работа и сето тоа се решава. Од другиве прашања, значи за функционирањето на институциите. Пак ќе ја отворам економските теми. Ние освен здравствената криза имаме и економска криза. Таа ќе биде уште поголема. Се И ќе биде на поголема. власт. Зато не дори сме ние на власт. Дори имаме вакви дополнителни заменици и вакви лидери на политички партии. И сега да ви покажам. За јавноста, медиумите, може и да се провери. Отворете го Facebook профилот на Христијан Мицкоски 21 март. На компаниите и државата, го цитирам, во овие кризни времења и се потребни пари, затоа задолжувањето на владата, иако непопуларна, но е единствена опција во овој момент за да му се излезе во пресвет или за да му се помогне на стопанството. Заменик техничката министерка за финансии од редовите на ВМРО го потпише барањето за заем и така натаму. Дали го потпише? Барањето за заем, да. Кој е барање? Ево 90 милиони евра. Барањето од 80 милиона евра од Светска банка не беше потпишано од причина што Не, тоа е барање од 100 до 140, во моментот договорени 90. Од која причина? Бара одговор на прашања. Така е. 8 пати се одговарани тие прашања. така е. Сега, зашто станува прво збор? Моите информации Значи, што е велат тоа? дека Не забови. заменичката министерка нема добиено конкретно што со тој заем и што ќе биде целта на тој заем. Значи, зборуваме за наменски заем. Јас зборувам за заменик за министер заем. во финансии Да кој што одговорим. треба да има информации Еве од што ги министерката која што успеа буџетот за 2020 година да го потроши до март за предвремени вработувања на членови на СДСМ. 50.000 луѓе сместивте во администрација на разни ночи. Не е точно. Како не е точно? Информацијата може да излеза потроши после буџет. 15 јули, колега. Океј, ако ВМРО може, сега јас ве слушам, сега ако може. Повелете. Значи, прво, буџетот не може да се потроши затоа што треба да се реализира на приходната страна. А знаете дека- реализацијата, сега кога сме кај реализацијата, би сакал да продискутираме Ја не можам да и за разберам тоа. ако вели Мицкоски дека фирмите треба да се ослободат од тоа. И тоа Од не тој е данок. спорно. Треба да се ослободат од тој данок. Дали ги ослободивме од аконтациите за данок на добивка? Дали ги ослободивме од други И тоа не е спорно. Па како да се полни буџетот, тако бараме ослободување давачки Реализација на држава. капиталните инвестиции. Значи прво Тоа треба да што има 3 приход. години додека сте на власт, не успеавте да го реализирате, ниту ќе ви дадам, само да не им избегам мислата. Тоа што 3 години не успевате да го реализирате капиталните инвестиции. Јас и вие сме во собранието веќе втор мандат. Кога дојдовте на власт, рековте дека на пола година не можете да реализирате буџет, затоа што буџетот се праве враќаме назад. од ВМРО да помане. Да се вратиме да ги подсетиме Ајде да ги граѓаните. подсетиме граѓаните. Да ги подсетиме сега. 15,8% ви е реализација Ако одиме од една на капиталните тема, на Но друга мислам нема дека проблем. сега капиталните Сега, инвестиции јас- не се актуелни со корона. Секогаш Значи, се актуелни секогаш капиталните инвестиции, затоа и што сега затоа ги се интензивирани, затоа што и таа е помош на фирмите и тие се пари кои што завршуваат кај граѓаните. Друго сакам да кажам. Овој. Сакам да кажам од тоа што е барање од Министерството за финансии, од тоа што треба да се добие кредит од Светска банка, каде што сите земји се тепаат. Србија зема 100 милиони евра.
Ние 2 месеци се убедуваме дали дополнителната заменичка министерка треба да подпише. А И сега тоа за што станува збор? Станува збор за опремување на инфективни оделенија, за опремување на сите оделенија за интензивна нега, за респираторни машини, аспиратори, за мобилни рентген апарати. Значи, ние го ставаме во сериозен хендикеп здравствениот систем. Зошто? За да некој каже, излезе или политички поентира на маката на граѓаните дека некој не е способен со нешто да се справи. Еве да видиме зашто се други. Значи, дел од средствата се наменети за финансирање на придонеси за здравствено осигурување за невработени и ранливи категории. Треба да ги субвенционираме или не треба да ги субвенционираме? Ранливите категории треба да им помогнеме или не треба да им помогнеме? Значи, едно е декларативно да се каже да треба, ама кога ќе дојде да се подпише, сега дај кажете ми, ево, Сашо бар. Вика, не добил одговор, зошто била итноста за надграда на системот мој термин во тие средства. Па знаете дека имаме милиарда проблеми други со луѓе со хронични болести, со други болести и заради ковид протоколите не може да дојдат наред. Ние имаме смртни случаи од други болести кои што по овие протоколи имаат сериозни проблеми. Затоа треба мој термин да се надгради. Вика, веќе имало доделување на подршка за платежни картички, тоа го кажа. Ама не знаеме зошто се потребни средства за доделување на пакети за храна и средства за дезинфекција. Кога веќе сме им помогнале на граѓани. Сега кога даваме платежни картички на луѓе кои што се активни баратели на работа, што правиме со тие кои што не се активни баратели на работа? Кои што се пријавени во Агенцијата за вработување како луѓе кои што само треба да користат здравствено осигурување. Како нив да им помогне? И сега, ако овие се проблемите кои што немале одговор, еве се одговорите кажани 8 пати одговорени, тоа што јас стварно не гледам зошто не биде подпишан овај заем. Трета работа. Земаме евроврзница. Излегуваме на меѓународен пазар. За нашата состојба како земја, како економија. Добиваме средства кои што се 7 пати надминати во понудите од инвеститорите. Добиваме една од каматите, втора најниска во историјата на нашата држава, 3,6% некаде од прилика. Ни требаат дополнителни средства за да ги завршиме сите работи. И од друга страна, викаме стоп, не може ова, јас нема да го подпишам затоа што немам одговор на овие ступидни прашања. Зошто? За да покажеме, односно опозицијата да покаже дека власта не е способна и власта не може да се справи со сите од ситуацијата. Власта не е способна, тоа е констатирано не само од нас. Граѓаните го констатираат тоа. Констатираат, затоа ево. И сега, господине Митревски, да продолжам тука кај што застанавте. Вашата констатација е дека Наке Чулев не казнува во државата и дека заменичката министерка за финансии не дозволува да се подпише одреден заем од 90 милиони евра. Зошто? Затоа што легитимно, како заменик кој што треба да бара да стави подпис, треба да бара што е тоа што треба да се реализира. За наменски кредит. Господине Митревски, на тоа барање 3 пати години одговорен. имате апсолутна власт во Република Македонија. 80% од градоначалниците се ваши градоначалници. Да не заборавиме. Да не се фокусираме само на овие 3 месеци на воредната состојба и корона пандемијата во Република Македонија. 80% од градоначалниците се ваши. Имавте политичка влада до формирањето на техничката влада до јануар месец. Имате председател на државата. Да го обвинувате Наке Чулев за сето она што не е реализирано во државата, за здравствената криза во Република Македонија и за економската криза да го обвинувате заменичката министерка за дополнителната заменичка од ВМРО ДПМН е во најмала рака смешно. Зошто го велам тоа? Затоа што СДСМ во изминатите 2 месеци во услови на најголема пандемија правеше класичен предизборен подкуп без дефиниран датум. Не е тоа. Да. Кластерот СДСМ не го направи Чулев и Гордана Кочовска-Димитриевска, тоа го направивте од вашите дружби и излегувањата. Излегува и лядници слики во Република Македонија, што се СДСМ направи и колку пакети поделија заеви. Проблемот, господине Митревски, е во помошта на фирмите на Кочо Ангјушев и на Заев. Затоа што граѓаните ги убедувате дека од морални причини треба да се откажат од повратот на ДДВ кој што ги следува, за да земат помош фирмите Еленица на Заев
и фирмите на Кочо Ангјушев, кои што секоја година со завршните сметки прикажуваат огромни приходи. Затоа граѓаните на Република Македонија не ви веруваат. Еве што добив денес. Лично од човек кој што се занимава со невладини организации. Значи, ова е добро и за новинарска анализа од страна на новинарите. Оглас за Сдруженија на невладени организации за COVID-19. По деловнички броеви примени се над 530 апликации. Рок за поднесување на истите апликации е 11.6.2020 до 12 часот на пладне. Другиот ден се прегледуваат сите овие 530 апликации експресно и 40 невладени организации се наградуваат, а на 13 излегува во службен вестник. Вика човекот кој што е загрижен и од невладина организација сериозна. Кога имаа време прво да ги симнат, да ги потрошат по една минута по проект, тоа е најмалку 9 часа симнување. Плюс секој проект 5 до 7 страни плюс 2-3 страни буџет. Кога стигнаа да ги прочитаат и да одлучат? Има многу нејасноти во оваа ујдурма. Има инфо дека сето ова било спремено пред објавата, а има и НВО кои се со сомнителни позадини. Но за ова ќе се разговара после изборите, вели овој невладин представник. Јас истото го велам. Да ви кажам колку пораки такви јас имам сега од некој да прочитаме дека тоа е вистина. Да кажеме дека еден напишал порака и тоа е обврска вистина. како пратеник, кој што имал средби со одредени невладини организации, кој што барале помош, така е, кој што барале помош и ми е испратено денес. Обврска е ова да го обзнанам пред граѓаните на Република Македонија. Сезина, може ли јас да се вклучам јас само со по едно прашање, па ќе продолжите? Ако може само една секунда, пошто се спомнуваат и фирми. Значи, прво не спомнав дека Наче Чулев и Гордана Кочовска Димитриевска, дополнителната, се извинувам ако го погрешив името, не ги спомнав во смисла дека тие се тие кои што се застанале во оваа држава. Меѓутоа, ги спомнав како причина дека час поскоро оваа ситуација треба да се реши за да има политички легитимна влада, институции кои што ќе раководат, за да нема вакви препукувања. И сега спомнувате дека две фирми не се само две, ќе излезат и повеќе. Абе, видите Никола, ќе излеза многу, затоа што зеле 22.000 фирми помош од државата. Затоа што зеле 5.600 трговци поединци помош од државата. И сега која е солидарноста во Република Македонија? Граѓаните да се откажат од повратот на ДДВ, значи никој фирмите на Заев и на Кочо Ангјушев да земат 30.000 фирми зеле помош во оваа држава, вие кажете ќе ги вратат во фондот. Ќе ги вратат во фондот за борба со COVID. 30.000 фирми добиле помош од држава. Закони во Република Македонија во собранието 30.000 вработени, се донесува добиле преку 100.000 во интерес на овие фирми. Ама добиле преку 100.000 граѓани субвенционирање на придонесите. Добиле преку 20.000 граѓани кои што не се извинувам, преку околу 9.000 граѓани кои што останале без работа 50% од нивната просечна плата. Значи 320-330.000 граѓани добиваат директна помош. И сега од 30.000 фирми, вие се проблем дека зеле две фирми кои што наводно имало некаков проблем. Дали може само да му одговорам? Фирми, граѓани, сите кои што исполнуваат услови, еве сега граѓаниве добиваат платежни картици. Таму нема аплицирање. Сите кои што имаат приход до 15.000 добиваат. Сите што се може ли јас само една секунда за да му одговорам и мислам дека малку се вртите во круг. Само едно само да му одговорам на ова. Значи 325.000 граѓани викате добиваат директна помош. Да. Господине Митревски, јас не сакам да подценувам ниту една финансиско средство кое што се дава на граѓаните. Меѓутоа, да давате помош 100 евра со платежни картички и да давате на студенти и средношколци до 16 години 50 евра, господине Митревски, ние државата ја направивме социјална држава. Ние во оваа не е лошо. Реков на самиот почеток затоа што знаев дека ќе пробате да ми ги свртите. Секоја финансиска помош. Ако значи треба да даваме секоја финансиска помош е добредобрена. Која ми е поентата? Само да поентирам. Добро. Социјална држава направивте по 100 евра. Нити ќе ги потпрете граѓаните, нити ќе ги потпрете средношколците и студентите. Ние требаше во овие 3 години, барем она што го ветувавте, да направиме услови, да
функционира економијата во Република Македонија. Јас сум свесен дека со избивањето на пандемијата тоа не е возможно. Ама периодот претходно и тие 325.000 граѓани и оние граѓани што ги подкупувате со пакетите со литро зејтин, кило макарони, со сода бикарбона, не врчите работа, вие ги навредувате граѓаните ако дошло ред. Значи, човекот се учи да лови риба, не му се дава риба. Добро, окей. Тоа е грешката во вашата стратегија и политика. Вака се велите. Не им помагате на граѓаните, сега ги помагате граѓаните, ама тој е подкуп. Класичен подкуп со тие пакетите. Со кои пакети? Со тие пакетите кои што одите е класичен. Хуманитарни, слободно проверете и кај сакате хуманитарни, и јас сум донирал 100% и вие сте донирали. Дониравме и ние. И сега ако донирал Никола или Јован, подкупе? За овие зборува. Не, сега за некој други. Не, господине Јован Митревски, и камерите може да видат. Да, видете ја и другата слика каде што е избришано или додадено за само за ова зборува. Ама е ова слика избришена и додадена. Јас ги гледам вашите кандидати за пратеници во нашите изборни единици. Еве и јас. Сум помагал на граѓани, сум помагал на цркви, сум помагал на џамии, сум бил во Црвен крст, сум бил во Сдружение на граѓани. Помагаме и тие, ние, не го спомнувате ова. Јас зборувам за... Ама знам дека помагате. И сега, ако помага, сада само е подкуп, ако помага ВМРО да помага, не вака во предизборен период. Ама сега како поинаку да... Сега не е предизборен. Мицевски вака. Криза е мислам дека редно е ВМРО да помага да се праша една работа. Ке има прашање за да се разбира. Во однос на вашата константна заложба и самиот датум цело време е проблематизиран од ваша страна поради здравјето на граѓаните, бидејќи не е безбедно, бидејќи треба да се одложи кога ќе биде безбедно и така натаму. Но интересно е што вашиот лидер е фатен два пати како не ги почитува протоколите, еднаш е фатен како оди скршно во теретана, еднаш е фатен во кафеана, па во таа кафеана седел, што е уште поинтересно, со бившиот бодигард на Сашо Мјалков, Ален Зекиров, со бившиот шеф на УБК Липчан Доновски. Господин Мицковски призна дека седел во кафеаната, па згора кажа дека не ги знаел протоколите. Значи партија која секој ден кажува како треба да се реши кризата и што треба да се прави, не ги знае протоколите, исто така интересно. Колку вас самиот лидер ви одзема од легитимитетот да зборувате за овие работи, оној кој всушност би требало да ви биде подкрепа? Вака сега, господинот Мицковски во однос на тие два изолирани инциденти би рекол, се изјасни пред медиумите, тоа е доволно елаборирано прашање и јас сметам дека не би требало да го повторувам истото или да давам мислење по она што самиот господин Мицковски го има кажано на медиумите. Каде е проблем? Проблемот е што оваа влада, значи, при донесувањето на уредбите, и сега не би сакал да излезе како да го бранам господинот Христијан Мицковски, меѓутоа оваа влада, при донесувањето на уредбите и протоколите, во периодот кога Зоран Заев и СДСМ реши да ја олабави целата работа и да има избори, настана таква конфузија, што навистина не се знаеше кои градови ќе бидат со одредени времени мерки за седење дома, што се новите мерки. Вие самите знаете дека на една од нашите телевизии заменичката министерка во МВР, Славјанка, презимето Петровска, се извинувам затоа што не го знаев презимето, излезе и кажа дека во кола не можат да се возат четворица од иста фамилија. И тоа предизвикуваше конфузии еден ден, два дена, дури сета таа нејаснотија не се изјасни. Имаше дополнителни уредби и протоколи кај што двајца сопружници не ќе седат, нема да седат, дека треба вработениот кој што е за услуга во ресторанот да ги легитимира, па дали тоа може или не може. Знаете дека имаше конфузни моменти. И тоа се благодарение на одлуките и нејаснотиите, односно лошата интерпретација на она што го имаат донесено како одлуки и уредби пред граѓаните во Република Македонија. Господинот Мицковски се изјасни за сето ова и јас не би имал што повеќе да додадам на оваа тема. Да, во ред, но сепак е малку е чудно, нели, понатаму да зборувате за здравјето на граѓаните, здравјето. Поголем е проблемот кога ергела од мотори ќе тргне низ Република Македонија во време на криза, кога јас како граѓани на Штип ќе седам 80 часа дома, а некој со моторите или тој што е носител на листа во изборна единица 3
на Twitter профилот и на Facebook социјалната мрежа ќе повикува да ги почитуваме мерките и сите да седиме дома, а тој да биде во Берово и да се слика со желките. Мислам дека тоа е малку поголем проблем од ова што вие го прекажување на протокол возење на мотор или не? Па групирањето и седењето внатре во објекти во Дојран, мислам дека е прекршување на протокол. Можеби како не сме добро организирани, ја немаме таа мрежа за следење кое што раководството на ВМРО ДПМН има од страна на СДСМ и од тие причини не сме успеале да ги фотографираме тие моменти, меѓутоа верувајте дека сметам дека се посериозни група од 10 мотори која ќе тргне. Добро, господин Митровски, за вас само уште едно прашање, верувам дека вие имате реплика, но Имам сега. ако на почетокот на корона кризата, мислам дека анкетите покажа една солидна поддршка за политиките на владата и мислам дека граѓаните беа, барем така покажува анкетите, задоволни од тоа како владата се справува со кризата. Но со последните големи бројки, со на некој начин излегувањето на состојбата вон контрола, ми се чини дека таа поддршка драстично опадна. Како мислите сега да одите на избори, бидејќи сликата е некако црна во сите сектори, во економијата е црна нормално ради пандемијата, тешка е, самата пандемија не е добра, се шири, се зголемува додека во околните земји паѓа, со што би настапиле на избори сега? Добро, значи тоа го кажуваат на пресконференција и министерот Филипче и сите задолжени и председателот на комисијата, така му е звањето на комисијата за заразни болести. И од оно што го имаме како информација, во 80% од случаите станува збор за луѓе од познати кластери, точно се знае од каде ја добиле заразата и каде биле, за да може да се следи што би било понатака, за разлика од тоа што се случуваше на почетокот, каде што се немаше никаква контрола кој каде се заразил, каде бил, каде ја пренесол заразата, дали ја пренесол или не, така да ситуацијата во таа смисла е драстично сменета. Точно е дека во последниот период има зголемен број на заразени граѓани, меѓутоа точно и тоа дека се познати кластери. Така да во таа смисла мислам дека на овој начин и од оно што слушаме од стручни лица дека полесно ќе излеземе од ситуацијата. Денес гледам дека министерот Филипче кажа за тие мали проблеми, за тие дополнителни 20% за луѓе кои што не ја почитуваат мерката за изолација или луѓе кои што не сакаат да направат тестирање, дека ќе бидат објавени јавно како имиња, значи нема да бидат како досега не објавувани, дека ќе бидат јавно за да знаат граѓаните кој како спроведува или не спроведува или не почитува одредени мерки. Во делот на тоа што каже колегата Мицески за непочитувањето или незнаењето на мерките кои што биле донесени од страна на владата, е тој парадокс за кој што цело време зборувам. Значи, од една страна ги критикувате сите мерки, ги критикувате зошто ова се случува, зошто ова не се случува. Од друга страна велите не ги знам доволно мерките, извините, не сум ги познал доволно мерките, а од сите како што биле кажани или од работата еве на пример кај угостителските објекти, ако нешто беше прво кажано јасно дека ќе работат тие што имаат отворен простор, а не внатре во затворени простори каде што бил Христијан Мицковски со друштвото без разлика со кого, без разлика со кое друштво. И сега правиме споредби дека некој се возел со мотор или дека некој се стикал со желка на отворен простор, каде што ги повикува граѓаните да ги почитуваат мерките. Дали некој прекршил од нив мерки? Не. Сега прашам. Морално ќе ви кажам, кога ми викаш дај да седиме дома и ја и ти, Добро. А ја седам дома 80 часа затворен. Добро. И во понеделникот се бајле нема веќе никакви мерки. Добро. А тебе те гледам на шетање од Паланка во Берово. Сега никој не забранил во тој период шетање во планински предели во. Па што ми викаш тогаш да седам ја дома и ме затвараш 80 часа? Сега зборуваме за отворени простори. Мора да ја правиме разликата. Не е исто. И потоа се ова. Зашто го затворате Скопје? Прво затворете го Скопје е многу каснете со сите мерки. Па после зашто го затворате Скопје? После имаме ситуација Гордана Силјановска. Вика не значи дека тоа што било за Великден не треба, цитирам, верска еднаквост, значи ако се случило за Великден да има карантин, не значи дека треба да има за Бајрам карантин. И одма партиски ботови, верниците православни ги затворивте за Великден, ама другите. И се само некоја нервоза да се ствара, хаотичност, недоверба во системот
Па, да ја спомнеме изјавата на Мицкоски дека во нашата држава има само 100 тестови за корона. Па на почетокот така беше. Како другиот ден направи 1000 тестирања? Другиот ден, значи другиот ден. И Ама околу тоа заштитната опрема на медицинските лица. И тоа не е точно. Затоа мораше да даруваат на почетокот разни Ама и тоа невладени не е организации, точно. Ама и волонтери, тоа не е точно. па докторите да се Ама не заблагодаруваат. е точно. Па сега ја Значи, читам докторите што кажуваат. Знаете, ГОП, колега друга Мицевски, институција, знаете што Биптола. значи председател на најголема опозицијска партија да излезе на прес и да каже има 100 тестови во државата? За другиот ден да се демантира? Знаете каква паника ствара кај граѓаните, ако е човек кој што има некој легитимитет и авторитет. Господине Митревски, Зашто паниката таква во паника државата кај ја направи Комисијата за заразни Не е болести точно. затоа што не успеа да се избори Не е со точно. политичарот во нејзините редови, првиот меѓу еднаквите, господинот Венко Филипче сега и ако барањето наоѓаме на Зоран заметки на Венко Заев Филипче за и работата на барањето Венко на Филипче, Зоран тоа Заев ще е да некој се друг. релаксираат граѓаните за да има што побрзо избор. Јас разбирам опозиција. Разбирам дека треба да се критикува се. Ама барем еднаш можете да кажете дека да, си ја спроведуваат работата така како што треба. Па вие имаме трансплантација на срце од мртов донор во држава што поздравија не знам колку земји познати и поразвиени од нас. Вие барем тогаш да излезете да речевте браво во ова ситуација. Браво од мен. Како ова наше здравство како што го наследивте, такво како што го наследивте, дојде до оваа ситуација. И сега ако го напаѓате Венко Филипче, тоа ќе продолжите Не јас, сосем јас. граѓаните, Мислам дека ево и политички ми одговара, продолжите со и напаѓање. новинарот ве праша зошто е падната поддршката тоа на е граѓаните. печаток, не одговори на тоа прашање. Ако може еве јас да се вклучам на истото прашање, рековте дека поддршката падна со зголемувањето на бројот на Па така покажа и некои анкети. Така покажаше мерењата и рейтинзите. Меѓутоа ја не би се сложил со вас, затоа што сметам дека поддршката на оваа влада падна малку порано. Затоа што оваа влада во изминатиот период на граѓаните им ветуваше Јас зборував изолирано во однос на пандемијата, нели? Почеток. за пандемијата, да, меѓутоа поддршката на владата падна малку порано. Затоа што оваа влада ветуваше на граѓаните 500 евро плата, враќање на средната класа, а прогресивниот данок го сменија со рамен данок на брзина преку ноќ. Ветуваа 600 км автопат, завршување на патот по кој што вие треба вечер да се вратите дома Кичево Охрид, да бевте некоја влада која што реализира капитални инвестиции, вечерва ќе бевте по тој пат, по автопатот, нов клинички центар во Скопје, изградивте само еден паркинг, бесплатно здравство на сите, реконструкција на сите студентски домови, студентски кампуси во Битола, Штип и Тетово, решавање со проблемот на дивоградбите во Охридското езеро, носење во Македонија на Google и Facebook и многу друго. Оваа влада ќе падне за сите лажни надежи, лажни ветувања, лажни очекувања кои што ги дадоа во изминатиот период, не ги реализираа. Граѓаните во однос на изборите и поддршката се решени многу одамна, затоа што овие ветувања јавно беа кажувани. Слоганот за живот граѓаните го доживеа како надеж. А сега, после 2,5 или 3 години од владење на СДСМ, гледаат во која летаргија се граѓаните, во каква безидејна состојба е државата, падот на економијата, падот во секоја сфера. Инфраструктурата, она што почнавме да го зборуваме, капиталните инвестиции. Значи, конфузијата која што владее од страна на оваа власт е пресликана во последната изјава на техничкиот премиер Оливер Спасовски. Еве, господине, сега и за вас, а и за граѓаните, да кажам, додека возев денес наваму, во радио слушам дека во утрешниот број на Фокус ќе излезе наслов во кој што техничкиот премиер вели за владата датумот на избори 5 јули е завршена работа. Ама старе, тој излезе во петокот, денес сме понеделник, бе Никола. Значи, ние утре имаме нов датум. Ама излезе во петок Фокус. Во петок е Фокус излезе. Добро, петокот е стар, меѓутоа председател на техничка влада вели дека е завршена работата. Добро. Дали може таква изјава да даде? Па вие велевте декември, велевте не спомнуваме датум, не може заразени има срамота да зборуваме за датум, денес излегувате, викате нема проблем 15 јули. Затоа има проблем или нема? Затоа што беа исполнети од ваша страна. Ќе има протоколи. Па дадени беа протоколите. Дадени беа протоколите? Не беа дадени. Како не беа, проверете. Комисијата за заразни ги даде.
Државна изборна проверете ги комисија пред вели 10 имаме дена. само препорака, нема Пред до 10 дена. Значи, до државна изборна комисија нема дојдени протоколи. па државната ги утврдува ВМРО, протоколите ДПМН, по препораки на комисијата за заразни. комисијата за Да, заразни така, болести колку да, ги утврдува. така, така. Затоа што не успеа да се изборат Океј, со политиките. кратко, само ако може, Да. во тоа што се случуваше во минатото. Прво ги зголемивме сите плати. Буквално сите плати, знаете, минимално од 9000 на 14500 ја донесува. За предвремени избори, кога за мандат кој што требаше да заврши во декември 2020, ја ветивме 16.000 дени. Еве ви кажувам дека во таа ситуација така како што трнавме, ако беа редовни изборите во декември, 16.000 денари како ветување ќе го исполневме. Изголемивме платите на лекарите, специјалисти, на медицинскиот персонал, на медицинските сестри 40% и 25%. Знаете со послед 22% ги зголемивме платите на Знаете наставниците со во средно и последното основно зголемување кое што го образование. ветивте во здравството од 40%, 6100 дека 92 денари е исплатено зголемување? 6100 денари ги зголемивме платите на вработените во детска заштита. 6000 денари ги зголемивме платите на вработените во социјална заштита. Ги зголемивме сите плати во сите сектори, буквално во сите сектори. И сега викате во кој ева инфраструктура спомнувате, по кој пат вие сега ќе се вратите Охрид Киш. Така е. Ева да уште еднаш да повторам за пред целата јавност. Знаете кој проект го оставивте? Тој со сгрешената траса на кој што председателот на вашата комисија за транспорт и врски кажа, ама тоа така ќе го е. пон. Трасата кинезите ја смениле трасата, да ви кажам. тунелот е промашен. Второ сега да ви Зашто? кажам. Повеле. Значи кој проект? Најпросто што може. За да еден од Охрид, Охриѓанец или Стружанец појде на аеродромот во Охрид, по тој проект вашиот требаше да отиде до Кичево да сврти назад за да влезе на аеродром. Значи да помине 120 км. Таков проект оставивте. Или за некој што живее, не знам, во некое село во Дебарца, или ево во село Ботун, например, кој што нема клучка, не беше планирана по проектот, за да стигне до Охрид требаше да отиде до Кичево и да се врати назад до Охрид. И вие, Тоа за да го остави. реализирате За да тоа, го реализираме тоа што со направивме анекс на повторно. договор во 4 очи, Ама таков договор се 100 потпишале милиони великова. евра или долари не ме држите за збор. Не 100, 180. Така беше. Така беше, значи 180 Сте милиони потпишале договор евра или со долари со кинеска анекс во фирма. 4 очи. Не во 4, вие сте го потпишале договорот, тарифа, yellow feeling, знаете подобро од мене што значи. Што значи оваа влада не можеше да распиши тендер, требаше да ги договара и преговара со истата фирма, не со друга. А да ве Таков прашам, договор сте потпишале вие. Трасата на тој автопат грешена е? Да. Целосно? Јас повторувам, не целосно. 9 клучки фалат. Ево ви кажувам, 9 надвожњаци зошто фалат. председателот на комисијата Па сега за- вие може да спону... Ама вашиот председател на комисија за транспорт и врски рече дека трасата не е сгрешена. Не го реков ја тоа, Ама не сега го рече викате, сега. ја сгрешена, сега не е сгрешена. Ево ви кажувам 9 фала. Знаете што значи од Охрид да појдете на аеродром за 10 минути, како што е сега, а по тој проект требаше да поминете 2 часа. Видете, да одите јас до Кичево и точно да се знам вратите што назад. значи тоа и Сега, излучување зошто на застана? проекти. Ние дојдовме и во ситуација. Ево, тој автопат го спомнувам. Дојдовме во ситуација да речеме стоп, ова не може вака, или дај да го завршиме така како што е почнато за да добиеме автопат. Господине од Митрески, Охрид до јас Кичево. добро знам, Требеше да се преговара со кинеската фирма со која што вашата влада склучила договор, не со друга. Таков договор се потпише. И цените за тие 180 милиони дополнителни се 3 пати поевтини отколку што ги договорила вашата влада. Ако е најпросто што можам да кажам за граѓаните, за сите да разберат. Со тој кредит, вие што го потпишавте, 1 километар автопат чинеше 6,3 милиони евра. 1 километар 6,3 милиони евра. Знаете за кој износ работат подизведувачите? За 3 въпроси. господине Митрески. Сега се сега договори, вака да ви се кажам. договорија цени со истите вие што договаравте, со истата фирма, се договорија цени на ниво на подизведувач, сега било криминал. Господине Па Митрески, сега да ви кажам, ме прашувате граѓаните. дали знам што значи некој проект. Добро знам што значи проект. Не, и реков подобро знаете. Да, добро. така. Добро знам што значи проект и тоа проект од идеја до целосна реализација и обезбедување финансиски средства за таа реализација. Тоа се истите тие проекти кои што ВМРО ДПМН ги Никола, проектираше, ги тендерираше Никола, и кои што почна да ги се работи. работеше по идеен проект. Значи немаше готов проект. Ако за тунелот во Значи, должина од 2 километри Митрески, требало да се не- извршат преку 100 дупчења не за да се испита Не земјиштето. зборувам само за тој автопат. А, добро. Зборувам и за дел од вашата
предизборна реклама која што сега ја правите. Добро. Излегувате со убави графики, со убави слики, го градиме експресниот пат Штип Кочани, Добро. го градиме експресниот пат Штип Радовиш, работиме завршување на Крупиште Злетово, Така. пат кој што техничкиот премиер Емил Димитриев го потпише и обезбеди средства. Да, со 3 Бандера. години не е, да бе Бандера има, сега тука Бандера има, таму имаше дупки. Така. 3 години Емил Димитриев не е Имаш технички или немаш премиер. Бандера на трасата? 3 години Имаш или немаш? Бандера. Далеко за Бандера зборуваме, се Имаш радувавте или на немаш? завршен пат, А, Немиркапија, Смоквица со музика, не можете да ги завршите овие Така проекти. Единствен проект кој што планирате да го уведете и е вач е поставувањето на наплатните рампи уште плюс 2 на автопатот Штип Миладиновци. Тоа се вашите проекти кои што ги имат. Да се фалите сега во предизборие, дека вие го градите Штип Кочани, е повеќе од лудост. И јас, гледаат граѓани. и вие, Гледаат и граѓаните министерот Никола. Цугаревски, кој што е сега министер, беше пратеник во собранието, кога се разбрававме да дозволите да се потпише договорот за обезбедување на средства за реализација за Штип Кочани. Добро, И може се ли, потпише. може ли, немаме Може, още многу да. време до крајот, може ли малку да И се Владо вратиме на... Мисајловски со слика од Германија, тека какви патишта се градат. Не зборувајте за Германија, ве молам, Значи, затоа Владо што вчера Мисајловски платежната картичка за домашен туризам од Струга сте, вие треба први да Добро. бидете лути. Добро. Да се стави Германско езеро при златна Струга, при златен Охрид, Абе, при златно Преспанско значи, езеро, Никола, плагијатори во значи, кога се- Златна Република Македонија. Значи, Никола, Немојте, значи, немојте. Никола, едно е да правиш реклама, Лош. а друго е подпредседател на партија, министер за транспорт, директор на јавно предпријатие за државни патишта да излезе со слика од Германија или од Австрија Јован. и да рече видите како се гради во Јован, Македонија. уште полошо е државата. Владо Мисајловски е опозиционер сега. А, добро, државата, окей, добро. државата која што промовира домашен туризам, Добро. да дели картички за домашен туризам со слики од Германско езеро. Па зашто бе Јова не го ставија Црн Дрим? Или некоја Ставене, хубава Никола, слика? отвори. Зашто бе Јова не го Отвори, ставија Никола, ставене, бе. Канео? Зашто бе Ставене, Јова Никола. Преспенско Ама езеро не го ставено, Никола, ставија? ставено. Туку одите со плагијати, тоа е единствено што знаете да го Имаме, работите. Една слика грешна. имаме уште 5-6 минути до крајот. Може ли малку да се вратиме на собранието? Интересна ми е изјавата која вчера ми се чини ја дае председателот на собранието на распуштеното собрание. Сега не знам ни дали е председател, дали не е и тој не одговара. Во која тој одговори на онаа изјавата на господинот Дирковски и вели кога партиите ќе се договорат, јас ќе ги распишам изборите, јас ќе го распишам датумот. А претходно господинот Џафери тврдеше дека собранието е распуштено, дека он не може ништо тука веќе да направи. Можете ли да ми искоментирате сега Да, сега. овој став на господинот Џафери? Прво, значи нашето барање тогаш за свикување на седница беше одговорено на тој начин од председател Џафери. Уставниот суд кажа што мисли за свикувањето на собранието и во тој аспект е затворено тоа прашање, значи да не правиме таква споредба. Меѓутоа, председател Џафери, и така стои во изборниот законник, така стои во уставот, индивидуален чин е распишувањето на избори, односно определувањето на датум. Тој определи датум за избори на 12 април. Значи тој во овој случај не може да донесе нова одлука, туку само може да ја смени претходната одлука, таа што е донесол нова одлука, затоа што тоа е индивидуален чин на председателот Џафери. Затоа што тој е уште председател без разлика тој што вели дека не се повеќе пратениците тие затоа што сме се распуштили или дека тој не е веќе председател. Пак тој како индивидуален чин мора да го направи, ама не со нова одлука, туку да ја смени донесената одлука. Тој ќе ја смени донесената одлука со тоа што веќе е договорено од она што го слушнав од изјавите на лидерите од Facebook статусот сега пред емисија на Христијан Мискоски, дека треба да има нова вонредна состојба за да се донесе до ситуација 22 дена или 21 ден пред 15 јули. Во тие денови, фактички околу 10 дена од прилика, 7 или 10 дена покус од прилика, треба да се смени одлуката за изборите да се случат на 15 јули. Да, добро, според сегашниот според сегашниот план на 13-14 јули би гласале болните, изнемоштени, оние кои се позитивни на корона вирусот. Гласањето на изборниот ден 15 јули ќе биде неработен за сите граѓани, ќе се гласа тоа треба да од се случи 7 со нова уредба на влада, уредба. со нова закон, значи со уредба со законска сила, затоа што треба да има промени во изборниот законник. Сега друго вели изборниот закон.
Да, би се гласало од 7 до 21 часот И тоа треба да се вечерта. случи, да. Кажете ми сега за вас, за ВМРО ДПМН, значи гласањето од прилика ќе се одвива во 3 дена. Така, безбедно ли е вака да се гласа сега? Јас не би сакал да издржувам, добро ви е прашањето, безбедно ли е вака да се гласа. Не би сакал да истрчувам со одредени изјави во овој период, затоа што од денешната пресконференција на господинот Заев слушнавме дека во текот на утрешниот ден и наредните денови ќе се интензивираат разговорите во однос на договарање на деталите во однос на сите овие протоколи, безбедноста на гласањето и сето она што е спорно, дали тоа ќе се решава со уредба, во која што, затоа што факт е дека сега изборниот законник во ваква ситуација во која што сме не може да се чепка, меѓутоа мора да претрпи измени. Мислам дека денот не е дефиниран дека е недела за гласање, туку единствено часот треба да се дефинира доколку би се продолжило гласањето од 7 часот Да, и она што наутро. беше предходно во сабота за болни изнемоштени Да, лица. меѓутоа не знам дали стои ден предходно или сабота и недела е стриктно. Не ме држите за збор сега во моментот, така да не би сакал да се истрчувам со одредени изјави, да оставиме утрешниот и наредните денови да го кажат своето, да се произјаснат и експертите од областа како би можело тоа да се уреди во наредниот период. Она што е повеќе од битно е дека се успеа да се дојде до датум за избори, не датумите кои што беа условувани и оценувани од страна на господинот Зоран Заев. Избори ќе се случат затоа што и пратениците од Европарламентот кои што се од групата за соработка во Република Македонија, а и самиот комесар Вархелји, бара да има инклузивност на сите партии, да се внимава на безбедноста и здравјето на граѓаните и да има конечен договор од страна на сите партии. Тие услови се постигнати и она што е битно дека избори на 15 ќе имат и дека овие избори и во ова договарање се види дека повеќе ништо не зависи од господинот Зоран Заев, затоа што се што кажа и датумите со кои што лицитираше во изминатиот период, да не ги спомнувам повторно, 5 јуни, не знам, и сите оние други датуми, вклучувајќи дека 5 и 8 јули се последна дата, за која што господинот Спасовски рече дека нема бегање од таа дата, се сменија и дека ВМРО ДПМН согласно она што го презентираше на почетокот, дека во средината на јули, доколку навистина се намали интензитетот на заболените, се направат одредени протоколи за безбедност во целокупното гласање и организација на изборите и се обезбеди целосна мисија на ОПСЕ и на ОДИХР, ќе учествува на изборите и тоа и се случува како што можат денеска да видат граѓаните, не по барање на господинот Зоран Заев, туку оно што инсистираше ВМРО ДПМН и кое што беше практично и рационално во целата состојба во државата, се реализираше за да можеме да дојдеме до датум на избор. Зоран Заев и sada само уште еднаш го покажа својот демократски капацитет. А Спасовски кога рече дека 5 е последен датум, и Христијан Мицкоски кој рече 23 октомври. Значи го покажа својот демократски капацитет за инклузивност и мене ми е драго што конечно Христијан Мицкоски, не знам како, собра храброст и ВМРО ДПМН да излезе на избори. ВМРО ДПМН, јас ви кажав дека не да е спремно, граѓаните ве чекаат, не ВМРО ДПМН. Така е, ако беше спремно, до сега ќе излезе 100 пати, ама знаете и вие какво е расположението на граѓаните. Знам многу добро, ги знам и рейтинзите и анкетите, затоа ви викам дека граѓаните ќе ви пратат порака за сите. Добро е што конечно собраа храброст да излезат на избори на 15 јули. Јас се надевам дека нема да отстапат и од тоа, пошто сега веќе слушнав утре задутре требало нешто да договара, така е веќе договорено, тоа што избори треба да се случат на 15. Јас тоа го слушнав од господинот Заев, дека треба да утре да се продолжат со одредени разговори, не да се продолжат разговорите, треба ДИК и комисијата за заразни да ги решат тие работи, не лидерите да продолжат со некакви разговори како што ќе се случи понеделник, вторник или среда или како ќе гласат другите, што значи тоа е затворено прашање. Се надевам дека ВМРО повторно нема да бега и од тој датум 15 јули, затоа што стварно веќе на државата крајно време е и треба да се врати политичка влада, да се вратат институциите во пун капацитет и да функционираат, затоа што тоа е добро за државата, за граѓаните, затоа што очекуваме или се надзира, наведуваат Светската здравствена организација на втор пик во септември. Крај на вториот е веќе во полнек. Мора да биде нашата држава поподготвена, поспремна, за да го пречекаме тој период со помалку штета. Иначе,
стварно ни предстои тежок период како држава. Гледаме дека и во Америка веќе има преку 10 милиони отпуштени вработени. Од оние информации што ги добиваме од релевантни институции дека до овој период добро се справуваме или сме една од земјите што најдобро се справува со кризата, се надам дека така ќе Како бе, Јован, можете вака ладнокрвно да дадете изјава, најдобро се... Па погледнете ја картата на смртноста на 100.000 граѓани, ние имаме 8, нешто, еден имаат сите соседи. Единствени на картата на која што се покажува која земја е отворена и која колку е ризична, нашата е затворена. Единствена црвена точка сме на картата на Европа. Зборувам за економско справување, ако сакате. За здравствено е зборувам, за економското не ни е доволна емисијата да ги искажа. Инаку сакам да едноставно да ви честитам како успевате да ги запамтите сите овие датуми, последни датуми што ги ведувавте. 5 јуни, 14 јуни, 21 јуни, 5 јули како последен датум. Така да тоа е демократија и наша голема демократска свест и на Зоран Заев и на СДСМ. Не зависи од вас, инаку да зависеше од вас демократијата од ваша страна и нивната имплементација ја знаеме сите. Кој што рече октомври дека ќе видат, ама се вика 15 јули. Господа Мицевски и Митревски, ви благодарам на двајцата за учеството во ова отворено студио. И благодарам на поканата. Благодариме. На вас, почитувани гледачи, ви порачувам, останете со нас, следува еден краток блок на реклами и продолжуваме со емисијата.